Ајде да побрзаме, татко ми сигурно се загрижил. Вахиде. Молам. Многу си убава. Ако не си каракалпак, ако повторно си ми излажал, леле само ако повторно си ми излажал. Се уште ли не ми веруваш? Јас да си превземам мерки? Вахиде! Не бегај! Добро утро, дедо Попе. Ве исто, Вахиде. Каде вака рано наутро? Одам во црква, има миса. Така, има миса, да. Не бегај, Вахиде! Овој пат нема да избегаш од мој раце! Димитри, каде не носат вака? Во Битола, мислам, Јорги. Ќе не обесат. Што гледаш ти, бе? Знам на што мислиш. Чекај. Така ли? И ајде кажи што мислам. Мислиш на она девојка. На која девојка? На таа што ја помогна во чаршијата. Ќерката на млекарот Рамис. Вахиде. Оди! Срам да ти е, Рами, сага. Како ќе ја погледнам в лицето така Фатма? Срам да ти е, Хасан. Да не ти го видам лицето дома. Хатидже, мечка не бркаше, ти викам, мечка со влакна на рацете не бркаше. Оп. Чекај да видам господине Хасан. Дојдете, деца. Тата! Вахиде! Намик, ние вас ве баравме. Не остана место кај што не ве побаравме. Каде бевте? Умревме од грижа. Јас сум виновен, чичко Рамис. Попат дојајќи ја шинав ногата и затоа доцниме. Така беше. Со помин нека е. Како и да е, живи и здрави дојдовте. Оп. Не може да влезеш, господине Хасан. Не те пуштам дома. И тетка Фатма нема да прими дома тебе, Рами, сага, така да знаеш. Што се случува, чичко Рамис? Нарано нека е. Да нема некој проблем. Сестро, Дадо, зошто му се лутиш на татко ми? Ние излеговме да ве бараме во шумата. Пред нас излезе мечка. Мечка со влакна Така на беше? рацете. Да, мечка со влакна на рацете. Ние за да се спасиме избегавме и влеговме во таа куќа. Која куќа? Па, во куќата... Која куќа? Куќата, Во куќата на... Јас ќе ти кажам, Вахиде. Во куќата на онаа коко на Елефтери. Татко ми и овој мачар со бркови биле во куќата на блудниците. Прв пат отидовме? прв пат отидовме. Слушнавте ли? Признаа сега. Потоа дошле војници и ги нашле таму. Се разбира, така е. Тато, Молам? ова не го очекував од тебе. Од татко ти не, а од мене го очекуваше, а? Тебе не те познавам многу. Ама сега сватив дека и татко ми не сум го познавала. Ајде, девојки, одете. И јас доаѓам со вас. Види, Вахиде, види, ќерко, барем послушај ме. Јаволот нека ве носи. Мечки нека ги носат. Чекајте малку, девојки. Дозволете им да ја објаснат работата. Послушајте ги. Може би навистина мечка ги пресретнала во шумата. Може би бегајќи од мечката влегле во куќата. Да? Ти да ќутиш. Сите мажи сте исти. Сите до еден. Сите сте исти. Се е ова идеја на Хасан, знам јас тоа. Така е, како рекле. Кој го краде минарето и торбата ја подготвува. Ајде, деца, ајде.
Фатма, се разбудивте ли? Да, се разбудивме. Како спиеш? Добро спиев. Доволно сме спиеле. Јас се будам со утринската молитва, а не знам зашто толку сум спиела. Може би од умор сум заспала многу, а и Зарифе заспала. А зошто заспала? Сакаме да заборавиме, затоа сме заспале. Што да заборавите? Не ти го кажав јас ова? Не знам зошто толку време не сум ти кажала. Ај, седни да ти кажам. Да, сигурен сум дека на Хатиџа и Мерием им кажал командирот дека не фатил во таа куќа. Сигурно? Сигурно. И се случи тоа што се случи. Да, Се се случи. Мустафа, дојди ти. Јас додам до шталата, имам мала работа. Што? Во шталата ли? Веднаш ќе се вратам. Добро, оди. Добро, зошто оди тој во шталата? Сега ти можеш ли да ми го објасниш ова? Зошто да не оди во шталата? Нели е негова? Чувај не, господи. Господе Боже, каде се овие животни? Ти таа вечер навистина ли виде мечка или само ти се стори? Видов или не видов? Јас тебе те прашувам, ти виде или не виде? Прво јас тебе те прашав. Виде или не? Шкорамис? Кравата и ќамуш ги нема во шталата. Ајде, Како ги нема Мустафа во шталата се, каде може да одат? Сега погледнав и велам ги нема. Ги продадов. Не разбирам. Што си направил, Шкорамис? Ги продадов и ќамуш и кравата заедно. Ама однив ти е целата заработка. Имав долг, ги продадов. Јас знам. Поради долгот за свадбата, нели тато Рамис? Така, Хасан. Што си направил, Шкорамис? Ти си млекарот Рамис. Ти како ќе заработуваш без кравата и ќамуш, кажи ми. Заработувачка ли? Од мене никој не купуваше млеко. И со кравата, и без неа се едно. Заради Алекс, нели? Заради Алекс никој не купува млеко од тебе, така? Така е. Овој пат не е од мене. Каде тато Рамис? Утешителу, Духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, дојди и всели се во нас, спаси ги, благи нашите души. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче, благослови. Благословено да е царството Твое сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Значи така, а? Така. Затоа станавме и дојдовме. Види. Останете колку сакате. Добре дојдени сте, да знаеш. Благодарам, Уневер. Да си жива и здрава. Добро утро. Добро утро, синко. Каде е Зарифе? Внатре, што ке ти е, Зарифе? Сакам да ја прошетам малку наоколу. Нема потреба од прошетка. Чекај ти, велам, болно ми е девојчето. Лежи внатре. Чекај ти, велам. Спанак. Што спанак? Треба да јаде. Лек е за сите болести. Спанак. Види. Види колку сум силен. Машала. Браво, синко. Јади спанак. Браво. Не. Почитувани браќа и сестри, пред да си заминете, сакам да споделам една прекрасна вест со вас. Сигурен сум дека кога ќе слушнете оваа вест, ќе бидете многу радосни. Нели? Јас кажав, вака е подобро. Внукот на Бајтар Ефенди, Алекс и девојчето Софија од Скопје одлучија следната недела да стапат во брак.
Веселбата ќе се одржи во оваа црква и Бајтар Ефенди сака сите да ве види тука. Со вашето присуство многу ќе го израдувате, господинот Бајтар. Добро. Сите сте поканети на свадбата. Ајде, Господе, Господе, сакам една желба да ми исполниш. Штом не ми ја зема душата, тогаш земи го него од мене. Знаеш дека оваа љубов не влезе намерно во моето срце. Те молам, Господе, те молам, извади ми го од умот. Дури името да му го заборавам. Сакам и тој да биде среќен до крајот на животот. Ветеринару? О, добар ден, Рамиз Ефенди. Пријатен ден. Имам една радосна вест за тебе, море, Рамиз Ефенди. А, така ли? Алекс. Што сега, Алекс? Алекс одлучи да се земе со Софи, Рамиз Ефенди. Така ли? Алекс ќе се земе со Софи? Така, ја донесува најдобрата одлука за сите нас, бре, море, Тогаш двајцата нека ги благослови Господ. Амин. Ветеринару, Стефан Ефенди не беше на мисата? Не дојде денес. Зошто? Јас сакав да го платам долгот од свадбата. И ти наскоро ќе имаш свадба. Немој и ти да се задолжиш. Да почекаме да видиме, Рамиз Ефенди. Ама да ти кажам нешто. Кажи. Кај Макамот го платил твојот дел кон Стефан Ефенди и кон другите еснафи. Што рече? Вистина ли е? Вистина, Рамиз Ефенди. Вистина, јас вчера се видел со Стефан. Ти оди и плати му го долгот на кај Макамот. На Чичо кај Макамот што прави тој? Не може такво нешто. Не може. Јас да одам кај Макамот. Ајде, оди, Рамиз Ефенди. Боже. Зарифе. Убава, Керко. Ајде излези малку надвор, земи малку чист воздух. Оди малку да се прошеташ. Може, мајко. Добро. Браво на моето убаво девојче. Хатиџе не ми верува повеќе. Не ме слуша. Нема доверба во мене. Како ќе ми прости намик, не знам. Искрено во право си, Хасан. Во вакви случаи тешко е да ги убедиш жените. Убаво те разбирам. Додиш да позборуваш со Хатиџе, да и кажеш вака и вака, и вака. Може тебе ќе ти поверува? Би отишол, Хасан, да пробам. Чекај, друго ми текна. Види. Јас? Не јас, секако ти. Доаѓаат. Да не дојдовте да не извадите, мил господине? Не се радувате залудно, господјо Лефтери. Ке ве пуштиме сега, ама до вечер да си одите од Песочан. Што? Како? Таква е наредбата. Господјо Велефтери, јас да ви кажам нешто. Ти и твоите убави девојки до утре вечер имате рок. Дали ме разбирате? Сега одете дома, соберете се што имате, ама се што имате, вие, се додека не го напуштите Песочан, јас ќе бидам зад вас. Ме разбравте ли? Ајде, девојки, уште еднаш ни се виде патот. Отворете ја вратата.
Што прави твојот Рамис? Се е во ред со него? Добро е, добро. Му благодарам на Бога. Ти пак со цел памет го остави сам дома. Зошто сам? Кириките се со него? Воопшто не мислиш за дома? Зошто? Што има да мислам? Да беше жив мојот покоен худавер, паметот се дома ќе ми беше. Зошто би ти бил, не разбирам. Знаеш што љубовџија беше, знаеш и тоа како стана покоен. Муневер, знам. Го знам твојот сопруг, го знам и мојот сопруг. Мојот сопруг не е како твојот. Рамис не прави такви работи. Ти не ми го кажувај тоа, туку кажи ми што прави и овој твојот син. Се спрема за надпревар по пеливанство. Не, намик пеливан, така ли? Машала, 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 машала. Кај дојдовме, мама? Јунаците дојдоа на Мегдан. Кој од кој похрабар, ајде да се бориме. Што зборуваш? Дојди да се бориме како пеливани со тебе. Да се бориме? Дојди. Дојди. Мајко! Дојди. Мајко, спаси ме! Што се случува, бе? Овој Спанакјов ми вика да се бориме како пеливани. Што вика? Пеливани. Ти оди самија со себе играј си пеливан. Ајде. Намик, тргни себе, синко, не го чепкај девојчето. Мамо, сакам да се женам со оваа девојка. Ти оди ожени се со самиот себе. Жими Господ. Знаеш како ќе ти истапа? Сутки ми. Вратот да му се скрши, дај Боже. Амин. А има толку убава жена. Така. Така де? И тоа заедно со татко ми? Со татко ми. Што ми татко ми го направил ова, сега сум сигурна дека сите мажи се исти. Сите исти се. Нема ни еден поинаков. Хасан, како можев да имам доверба во тебе? Како можев? Бато. Кој е? Ако е Хасан, нека си оди и не сакам да го видам. Нека оди да зборува со тие жени таму. Јас сум Вахиде, отворете ја вратата. Да не отвараме. Сигурно го пратиле намик за да не смири. Тргни се, бе! Не отвараме вратата. Немој да зборуваш глупости, Вахиде, треба да зборуваме. Не зборуваме, ние со посредници. Оди си од тука. Сакаш да влезам на сила? Видете и господинот од Истанбул почнува со силеџество. Отворете ја вратата, ви велам, Вахиде. Треба да поразговараме, ќе ви ја кажам вистината. Која вистина, бе? Која? Добро знаеш која вистина за кој случај. Кој случај? Нема што да разговараме со тебе. Слушајте, неправедни сте кон Чичко Рамис и кон Хасан. Невини се тие. По грешка отишле во таа куќа. Немој залудно да се мачиш, Мустафа Намик. Не мачи се. Што и да кажеш, не можеш да не убедиш. Не можеш! Вахиде! Пак те фати и наето, така? Пријатен ден, господи. Дојдов субово да ви кажам за се. Полека. Немојте, не! Едвај се спасив. Да не претеравте малку, а? Ај, донеси ми ја папучата. Донеси ја, бе, ти велам. Земи. Ајде, девојки, си одиме. Господинот Недилов, амбасадор на Русија.
Добре дојавте, екселенцијо. Добро ве најдов, Садријазму Халил Рифат. Повелете. Најпрво сакам да ви ги пренесам искрените и топли поздрави од царот наш Николај II до неговата екселенција на Отоманската империја Абдулхамид хан. Ќе ги пренесам искрените поздрави на царот до нашиот паша. Без грижа. Ви благодариме на поздравите. Добро знаете, долги години рускиот и турскиот народ имаат пријателски односи меѓу себе. Секако. Царот Николај II особено сака да напомене дека овие пријателски односи треба да продолжат и понатаму, на взаемно задоволство. И нашата желба оди кон ист правец. Како што ние кога ќе се најдеме во тешка состојба, Отоманската империја ни дава помош без никакво размислување. Така и ние, како ваши пријатели, сакаме во овие тешки денови на Отоманската империја да ја обавиме нашата должност кон вас. Рускиот народ и вашето височество царот нема потреба да биде загрижени. Империјата не се наоѓа во тешка ситуација како што се мисли. Разбирам, само што на последните случувања на Балканот, Руската империја не може да не реагира. Не заборавајте, Садријазму Рифат, дека на Балканот под Отоманската империја живеат многу словенски народи кои ние ги сметаме како наши браќа. Во оваа земја малцинствата како што се македонци, бугари и срби се наши државјани. Меѓутоа, исто така се наши сонародници, почитуван Садријазму. Вие на каде го водите разговорот? Царот верува дека Отоманската империја треба да направи реформи на областа која се вика Македонија. Вашиот син, господин Абдула, се врати од Песочан. Убаво. Чекам. Добре дојде, синко. Пријатен ден, татко. Си ги донел заробените припадници на бугарската чета, нели? Да. Пред малку ги предадов. Кажи ми, што се случува во Песочан? Во Песочан има голем отпор кон вас и кон сите ваши поддржувачи. Кон мене не, ама секој непримерно однесување кон вас, јас не можам да го поднесам. Аха. Продолжи. Очигледно дека Кајмакамот се спротивставува на вашите наредби. Згора на тоа, кога се прашува која е причината, тој дрско одговара и со истата дрскост отворено кажува дека ако е потребно повторно би се спротивставил на вашите наредби. Овој човек веднаш треба да се разреши, тато. Рамис Ефенди! Повелете? Треба да се видам со Кајмакамот. Имаш ли закажано? Немам, но ако може да направам такво нешто. Се разбира дека е можно и да не е можно, јас можам да ти закажам. Па тогаш, ајде закажи. Дојди ваму да ти закажам, ајде. Мојата Хатиџе не зборува. Хатиџе ме нарекува женкар. И каква врска јас имам со жени? Откако сме заедно, јас не сум погледнал ни една друга. Што барам јас со други жени? Што барам? Не дај Боже, не дај Боже. Леле. Треба некое решение. Јас да позборувам со Хатиџе. Ако влезам од врата, ме брка од врата. Да влезам од прозор, ме брка од прозор. Не треба. Како? Мисли. Хасан. Хаџали. Молам. Кога ќе се стемни и кога сите ќе легнат, ти отвори го резет од вратата, јас треба да влезам и да зборувам со Хатиџе. Ајде. Значи, сакаш да закажеш кај Кајмакамот? Колку пати кажав сакам. Треба да влезам кај Кајмакамот. Сакам да се видам со него. Добро, ти закажав. Влези. Да, влези рече. Ако ти рекол влези, влези. На Чичо Кајмакамот. Чичко Рамис? Добро дојде, влези. Добро те најдов Кајмакаму. Нема да седнам, дојдов ова да ти го дадам. Што е тоа, Чичко Рамис? Слушнав што си направил, ама сакам да знаеш дека не можам да го прифатам тоа. Чичко Рамис, дојди, седни, ти Бога, дојди, седни.
Чичко Рамис, јас се сметам за твој внук. Нема потреба од вакво нешто. Се сметаш како за мој внук, ама знаеш што? Го прашуваат волкот зошто вратот ти е дебел и вика затоа што својата работа сам си ја завршив. А ти сепак да си жив и здрав. Чичко Рамис, не сакам да те налутам. Ако не ги земеш, ке ме налутиш. Добро. Влези. Господине Кајмакаме, од Валијата ни дојде телеграма. Така ли? Повели, читај. Ве известувам дека Кајмакамот на градот Песочен е разрешен од неговата должност. Валијата на Битола Масхар Паша. Воопшто не ми беше до смење. Да не е некоја грешка. Ај читај уште еднаш. Ај уште еднаш. Нема никаква грешка, Чичко Рамис. Ти благодарам, писару. Можеш да излезеш. Немој така на Чичо Кајмакаму, зошто? Масхар Паша. Така сакал. Додека се одреди за Песочен нов Кајмакам со ваша дозвола, би сакал мене да ме ополномоштиш за таа функција, тато. Знаете, многу се измешани работите таму. А таквите места не смее да се остават празни. Штом така сакаш, така нека биде. Не сакаат да ги бркаш комитите. Така е, Чичко Рамис. Што се случи со оваа држава? Сакаат сите да се испоубијат меѓу себе? Влези. Господине Кајмакам. Повелете, командире. Сега од телеграмата дознав нешто ново. Точно е, командире Джезми. Јас го очекував ова. Како го направиле ова? Ние само ја извршувавме нашата задача. Се случи тоа што веќе се случи. Како викаат, прстот кога го сече државата не боли. Ова ли е држава? Ама Чичко Рамис. Молам? Ќе молчам. Сакам да ви се заблагодарам, командире Джезми. За се. И вие да сте живи и здрави. Се подготвили, Герко? Се подготвив, дедо. Сакам веднаш да одам да го известам моето семејство и да ги земам, па да се вратам. Кога ќе слушнат дека се мажам, многу ќе се израдуваат. Поздраве ги многу од мене. Многу. Ајде, довидување. Довидување. Ајде, Герко. Алекс. Пријатен ден, Бајтар Ефенди. О, добар ден, Касап Ефенди. Пријатен ден. Каде одат овие вака? Алекс ја испраќа Софи за Скопје. Ама ја испраќа за една убава работа. Така ли? Тие одлучија да се земат. Софи оди во Скопје кај незиното семејство. Ќе си го земе семејството и ќе го донесе тука. Навистина ли така волиш, бреморе? Навистина ти велам, бреморе. Навистина. Кажи сега што сакаш. Дојдов ти сакам да те замолам нешто. Кажи де што. Сега земав некои нови животни. Сакам да дојдеш да ги видиш и да ми кажеш дали се здрави или не се. Добро, бе, Касап Ефенди.
Секако дека може. Почекај ме тука, јас веднаш ке дојдам. Добро, ке те чекам. Ајде. Каде бевте? Тука, прошетавме малку. Сега слушајте ме. Сега ќе влезете дома и мирно ќе ме чекате мене. Јас одам до чаршија и ќе се вратам, добро? Добро. Ајде, Добро. влезете. Добро. На Чичо кајмакам, од каде ќе одиш? Поранешниот кајмакам на Чичо Чичкорамис. Одам дома. Ти секогаш ќе бидеш на Чичо кајмакамот. Да одиме кај нас дома. Не Чичкорамис, да одам јас. Не може, реков. Ќе одиме кај нас дома, ќе седнеме, ќе зборуваме и ќе бараме некое решение. Добро, добро. Тогаш вечер да дојдам јас, да се одморам малку. Ми ветуваш ли? Добро, Чичкорамис, добро ти ветувам. Ете, толку. Ајде. Господине кајмакам, Пријатен ден, господја Меријам. штом ве видов, посакав да ве поздравам. Добар ден. Како сте? Добро сум. Фала му на Бога, вие? Благодарам. Добро да се рече. Всушност, не сум баш најдобро. Што е, се случи нешто лошо? Си одам. Си одам, Меријам. Не разбирам. Ме разреши од функцијата кајмакам. За неколку дена треба да си одам. За жал. Добро сум. Фала му на Бога, вие? Благодарам. Добро да се рече. Всушност, не сум баш најдобро. Што е, се случи нешто лошо? Си одам. Си одам, Меријам. Не разбирам. Ме разреши од функцијата кајмакам. За неколку дена треба да си одам. За жал. Ова се желбите на Руската империја, господине. Да. А реформите кои ќе се спроведат за риевците во исто време треба да бидат спроведени и за малцинствата во Македонија. Продолжи, Паша. Во Солун, Битола, Косово и Једрене да се постават христијани за помошници на валиите. Продолжи, Паша. Од прилика 10% од силите на отоманската жандармерија да бидат составени од христијани. И жандармериските сили треба да бидат мешовити. Во вилаетите во Македонија половина од избраните пратеници да бидат турци.
додека другата половина да бидат христијани. Во регионите со чисто христијанско население да се одреди комисија, која ќе има права да ги разрешува кајмакамите и раководителите на населените места, кои лошо ги третираат христијанските малцинства таму. Доста, Паша. Ние додека се расправаме со рација, некој не напаѓа во очи. Додека со него се бориме, некој друг сака да ни ја искине ногата. Некој трет се обидува да ни го пресече увото. Од сите насоки, од сите страни имаме притисок врз нас. Ајде, Рифат, Паша. Остави ме сам. На Чичо кајмакамот. Ете, толку имаме за јадење. Никој од нас не знае да готви јадење. Не се грижи, Чичко Рамис, ворете. Ама имаме за пиење, брате. О, сакам да пијам, сакам да зборувам. Последниот пат виде што стори. Нема пиење за тебе. Тоа не е само по моја вина, дедо Рамис. И ти беше заедно со мене. Сакам да пијам, да зборувам. Тури, Мустафа. Немој, Мустафа. Тури, Мустафа. Немој, ти велам. Нека пие со нас вечерва, бе, Чичко Рамис. Да, нека пие тогаш. Ама ќе пие што мерка. Ајде. Ајде, на здравје. Ајде. На здравје. На здравје, на здравје. Диловер, сега што планираш да правиш, брат? Најверојатно се враќам со Истанбул. Што рече ти? Што можам да правам, бе, друго, Чичко Рамис? Да, во право е, дедо Рамис. А што ќе прави овде кај Макамот кога толкав Истанбул го чека? Не, јас не го пуштам на Чичо кај Макамот. Ние ќе ти најдеме некоја работа тука, ќе најдеме. Многу ме насмеа, дедо Рамис. Зошто се смееш, бе? Зошто да не се смеам? Каква работа може да најде? Ајде, кажи ми. Бербер не е, столар не е, кројач не е. Например, јас да одам во Солун, веднаш ќе најдам работа. Ти ќе најдеш работа? Да. Ти ли? Сега јас ќе се смеам на ова. Зошто да се смееш? Јас ќе си отворам кројачки дуќан и ќе работам како кројач. А кај Макамот што ќе работи? Бербер не е, кројач не е, столар не е, нема занаед, нема ништо. За нашиот кајмакам нема да најде работа, Хасан. Искрено, Чичко Рамис, Хасан има право. Кајмакамството не е струка. Да, точно зборува. Ама медицината е струка. Исто како берберството, како столарството. Затоа ова е една од причините за пропаѓањето на империјата. Не разбрав. И јас не разбрав. Ама ти реков да пиеш што мерка. Колку повеќе има занаетчи, архитекти, инженери, лекари, толку таа земја ќе оди понапред. Земјите кои не успеале да развијат вакви струки можат полесно да се уништат. Сакаш да кажеш готови сме? Фала му на Бога, јас сум кројач. Мајко, Молам. јас знам зошто ме донесовте тука. Знам дека знаеш. И да го заборавам Алекс и да сменам воздух. Ама заради овој намек мина ми уште полошо. Знаеш дека и јас знам. Ме плаши тој никаков пеливан намик. Се си мислам, каде и да погледнам, ќе излезе од некаде. Од тука, од таму, од зад вратата. Не може да се случи такво нешто. Утрово, кога ги пере фалиштата, излегов надвори, ете го, оп, излезе. Умрев од страв. Ја затвори вратата и после не знаев што да правам. Сега може еве и од тука да излезе. Не е можно такво нешто, не е можно. Не плаши се ти. Мајко? Мајко? Пријатна вечер. Слушај го ти, Чичо ти кај Макамут. Ти нема никаде да одиш. Добро, вика, не оди никаде вечера, остани тука. Не сакав тоа да го речам. Ти што велиш, што велам јас. Пак ми велиш да закјутам, дедо Рамис. Пиеш и ти летна убот. Хасан, Чичко Рамис му вели на Диловер да не го напушта песочен.
Разбрали? Разбрав. Чичко Рамис, ајде за тоа друг пат ќе зборуваме. Јас да си одам, дозволете ми да станам. Тогаш оди. Еднаш вика оди, еднаш вика не оди. Повторно погрешно ме разбрах, Хасан. Дилавер вели доцна е да си оди дома. Ајде. Да си одим. И јас да си одам. Ти каде? И јас да пуштам една вода. Ајде. Не мачете се, Чичко Рамис, не мачете се. Ајде, ви благодарам за се. Лека ви ноќ. Ајде, добра ноќ. Мустафа, тури. Ајде. Пријатна вечерка е макам. Благодарам, Хасан. Почекај. Ајде. Лека ноќ. Ајде. Ајде, добра ви ноќ на сите. Добра ноќ. Ако ми збркат одврата, ќе влезам од покрив. Хатидже, сакам нешто да ти кажам. Ахо! Пијаницо една. Вахиде, што правиш ти? Благодарам, сестро. Нели мислиш дека претеруваш? Претерувам. И малку е според тоа што го направи тој. Ама тој ти е зет. И се опијанил и како мачка скришно влегува дома. Хасан пијаницо! Хасан мачорот! Немаат крај тие срамотилоци. Вахиде, човекот ви кажува. Зошто не му верувате? Зошто не го слушате? Ви вели дека погрешно влегол во таа куќа. Не верувам. Се одили по грешка во таа куќа. Нели е Машко? Сите сте исти. Сите се исти. Сите исти. Ако се сеќаваш на почетокот и мене не ми веруваш. Мислеше дека имам нешто со Марија. Ама сега ја дозна вистината, нели? Не ја дознав. Не ја дозна? Рече дека ти си каракалпакли. Од каде да знам? Може би ти повторно ме лажеш? Ти сериозна ли си? Каде ти е тогаш тој црн превес? Сакаш да го видиш? Сакам. И да видам, нема да верувам. Во ред? Види со своји очи, поверувај. Дојди. Ајде, дојди. Што се случува, бе? Те носам да ја видиш вистината. Каде одиме? Абе, што си вако Хасан, што ти се случило? Ме удрија по глава, татко Рамис. Кој те удри, бе? Зошто те удри? Не знам, многу луѓе беа. Ау! Јас отидов да зборувам со Хатидже. Не знам, може би Хатидже ме удри, може би Зарифе, може би Вахиде, Емине, Пембе, не знам кој беше. Доста, бе. Реку глава ни дојдоа. Им кажавме, не веруваат. Сега јас ќе им покажам. Немој да одиш, татко Рамис, многу опасно место е тоа. Така ли? Тогаш јас да останам со тебе. Да ти ја галам косата. Татко Рамис. Хасан. Татко Рамис. Хасан. Многу боли, татко Рамис. Ќе помине, Хасан.
Дојди, ајде. Дојди. Каде одите така наеднаш? Ајде. Одиме ние, одиме. Ај, Рамис ефендија не чека, доволно беше, доволно. Ти благодариме за се. Ајде. Види, Фатма, нека ве испрати намиг до некаде, а? Не, нема потреба, здрава сум како дрен. Не е како дрен. Спанак. Добро, синко, спанај, да си жив, на здравје. Пеливан да станеш, синко, пеливан да станеш. Фатма, слушни, нека ви испрати намиг до некаде. Не ни треба пеливан. Ние бргу пешачиме. До вечер ке сме дома. Многу сме добро, многу и бргу пешачиме, ако треба и трчаме. Да си жива и здрава. Не, вие си знаете. Ајде, побрзо, ајде. Влези. Замина ли Абдул за Песочан? Замина, да. Убаво. Има нешто друго? Да, господине. Има една телеграма од Истанбул. Кажи го прво тоа, бе, човеку. Што пишува во телеграмата? До валијата на Битоло Мазгар Паша. Ве информираме дека по наредба на височеството Абдулхамид хан, како помошник на валијата во Битола е одреден Степан Крестовиќ. Што? Христијанин? Помошник на валија? Сигурен ли сте дека телеграмата е дешифрирана точно? Да, господине, проверивме 2 пати. Како може вакво нешто? Како може вакво нешто? Штом сакаш да видиш, штом сакаш доказ, дојди сега ќе ти покажам. Види, ако не ми покажеш, ќе си ја видиш белјата. Ќе ми ја покажеш белјата. Ајде покажи ми ја, па ќе видиш што ќе ти направам. Што Јас се ќе викам правиш, Мустафа, намик? сега ќе видиш што ќе направам. Требаше овде да бидат. Што е? Не успеа да го најдеш тоа што го бараш? Некој ги земал овде, требаше да бидат. Многу ладно, многу убаво се најдево, бе. Ги украле. Да. Зошто не ми веруваш? Требаше овде да бидат. Ти велам некој ги земал. Затоа што не ми изгледа уверливо, затоа не верувам. Пак почна да трчаш. Ти не можеш ли да зборуваш стоејќи? Ти зошто доаѓаш по мене? Оди, бари си облеката, вурна тините, ајде, оди. Веќе не можев да издржам, мајко. Во право си, Кирко. Така е, во право си. Што човек ќе беше овој намик, Боже Господе. Во право си, така е. Господ ни е сведок. Добро што веќе ни е мирна главата. Фала Богу, се спасивме од тој спанак. Фала Богу, фала Богу. Зарифе! Мајко, слушаш ли? Слушам, мама. Не сакам да слушам. Трчај! Трчај, Зарифе! Зарифе, дојди! Зарифе! Трчај, Зарифе! Трчај! Што има човеку, зошто застанавме? Еве ние дојдовме, скокавме, бегавме од оној Пеливан, спанач и излеговме пред вас. Еве сега... Кој? Што зборуваш, бе, жено? Не е ништо важно. Пеливан, намик, како трен. Луди ли сте вие? Кој сте вие? Што сте вие? Мојот супруг е млекар од Рамис, а ова е неговата керка. А јас сум неговата жена Фатма.
Лекарот размисли, рековте.